Интересен податок е тоа дека на национално ниво просечниот процент на жени кандидирани за градоначалнички места на изборите во 2021 година беше делумно подигнат благодарение на левица. Една од овие храбри жени е средниот и последниот говорник за денес. Повторно станува збор за дипломиран криминалист, жена рекордерка и 6-кратна шампионка на Македонија во маратон. Авторка на книгите Издржи кралица, кралицата ќе издржи и наградената бајка Авантурите на Трепполетка. Неуморна и издржлива, како и во насловите на низините книги, раководителката на антифашистичкиот фронт на жените на левица, Весна Кираџиева. Благодарам на сите, благодарам на прекрасната најава Дарија. Не знам, после вакви прекрасни говори од председателот и генералната Мојсовска, мене ми останува веројатно досадниот дел, само статистиките и целите и задачите. Се надевам нема да ви бидат многу досадна. Почитувам председателя Пасиев, драга генерална Мојсовска, почитувани гости. Пред себе сакала да изразам својата искрена благодарност до президиумот и до председателот на Левица, кој што ми ја дадоа довербата да имам оваа задача да бидам прва раководителка на антифашистичкиот фронт на жените во Левица, АФЖ. Феминист, личност која верува во социјална, политичка и економска еднаквост на мажите и жените. Велам личност, значи не велам она стереотипно како што секогаш се верува дека феминистка е секогаш во женски род, напротив, феминистите се тука меѓу нас, оние кои што секојдневно ни даваат поддршка, која што верувајте дека навистина ни е потребна. Потребна ни е активна вклученост и на вас, мажите, не само на жените, затоа што не сакам да се држиме до оние стереотипи дека АФЖ е некоја сепарирана организација каде што ние жените нешто ќе преговараме самостојно. Напротив, голем дел од вас и во оној циркуларен мејл каде што ви собратив, ве поканив дека сте апсолутно добре дојдени, сте вклучени во оваа конверзација за борбата која што се уште имаме ние како жени во Македонија, па и во светски рамки, верувајте дека не се ситуациите многу сјајни. Воедно, стереотипна е улогата на мажот како татко во семејството, со оглед на тоа што често се смета дека оваа повеќе е приоритетна за жените како мајки, па тука малку мажите на некој начин им е украдено она право на еднаква улога во домот, со оглед на тоа што на детето му е потребна и грижата како од мајката, љубовта, емоцијата, емпатијата подеднакво и од таткото. Така што тука сме заеднички во таа иста борба, со оглед на тоа што во оној момент кога и мажите ќе се ослободат од стереотипите на општеството, дека можеби маж кој што е повеќе грижлив е папучар, тогаш и жените ќе бидат ослободени од овие стеги. Чувствителен маж не е воопшто срамота, воедно како што не е срамота и силна жена. Силна жена со цврсти ставови се смета за агресивна, антимаж, па дури неатрактивна. Меѓутоа, ние сме тука, овој непопуларен збор, феминизам, кој што во последно време навистина станува непопуларен, благодарение на оној липтар феминизам, како што го спомена и претходно председателот, ние сме тука да докажеме дека не се работи за мразење на мажите, туку потврда за афирмација на жените во Македонија, меѓутоа и во светски рамки. За жал се уште не сме на тоа ниво, па статистиките, бројките воопшто не лажат. Би сакала да погледнеме некои статистики кои што ги извадив благодарение со помош на Јулијана, нашата координаторка во сектор финансии. Статистиките се делумно од нашите редови, од Левица, делумно се и од Државниот завод за статистика. Во овој состав имаме од 20 министри, само 5 се жени и овој е најголем број на жени министерки кои што биле во било која влада досега. Претходно биле или една, максимум 4, овој пат се само 5 и тоа го сметаме за некој прогрес. Во однос на градоначалничките, од 81 позиција, само 2 се жени во овој состав. На локалните избори, во кои што јас и колешката Јулијана, другарката која што ја спомнав, бевме 2,
кандидатки, меѓутоа сепак процентуално левица имаше највисока застапеност од сите политички партии во однос на жени кандидатки за градоначалници, така што тука предничиме далеку пред овие другите кои што се декларираат, само декларативно се изјаснуваат како феминистки. Меѓутоа сепак од овие 81 кандидатка за кандидати за градоначалници само 25 биле кандидатки за градоначалнички, од кои како што споменав само 2 има моментално жени. Од 1991 година до сега биле избрани вкупно 660 градоначалници. Од нив, значи зборувам од осамоставувањето од 1991 до сега, само 18 биле жени. Значи од вкупно 660, само 18 жени. Во приватниот сектор, за изненадување, процентите исто така се многу ниски. Жени на раководни позиции има само 19%. Што се однесува до левица? Во нашиот состав ќе почнам со советниците. Во советниците од вкупно 49 имаме само 11 жени. Координаторки имаме 6 од вкупно 20. Модератори од вкупно 39. Јас тука извадив дека имаме 5, меѓутоа се работи само за една модераторка. Останатите 4 се веде, што значи дека од вкупно 39 имаме моментално само една жена во нашите редови модераторка. Тоа се оние кои што раководат со локалните огранаци. Во Централниот комитет на левица 46 членови, само 11 се жени. Пратеници имаме двајца кои што се мажи. Се надеваме во следниот состав дека ќе бидат повеќе и повеќе жени. Во президиумот од 7 членови, само една жена, генералната Мојсовска. И од тука можеме да ја видиме дека моќта на донесувањето на одлуките, моќта на онаа раководна позиција која што ја носи самата позиција, се уште во огромен процент е во рацете на мажите. Според овие статистики, скоро на сите графи со ретки исклучоци, процентот е околу 1-2% застапеност на жени, во ретки исклучоци е под 20, под 30, што исто така не е воопшто приближно до 50% или некоја рамноправност, или 49-51, некој било каков приближен баланс со оглед на тоа што сепак последните пописи кажуваат дека во оваа држава 51% од целата популација припаѓа на жени, што значи под некој дефолт и во овие позиции, без разлика за дали е во раководна позиција или за работни позиции, мора да има поголема застапеност на жени. И сегаш тука постои еден израз дека да, секако дека може ние се бориме да има повеќе жени, меѓутоа ако се добри, ако се квалитетни, зошто да ги скокнеме и оние квоти се непотребни, бидејќи статистиките велат дека единствена некоја приближна равноправна застапеност има во парламентот и во советите, токму поради оние законски квоти, па моментално има таму некои 42%. Сите останати позиции, процентите се страшно ниски, така што овој коментар дека секако да може да има квалитетни жени, ве уверувам дека во нашите редови ги гледам тука напред седнати, има навистина квалитетни жени кои што вреди, кои што се одговараат на квалитетни жени, дури поквалитетни од повеќето мажи со кои што се работуваме секојдневно. Меѓутоа, ова да може ако не е квалификација за мажите. Не го слушаме тоа, може да имаме 6 жени, да речеме, во президиумот на левица, меѓутоа ако има квалитетни мажи, тоа не го слушаме, само го слушаме условот ако е квалитетно само за жените, само во случај кога се работи за жените. Потребно е да знаеме од каде потекнува ова. Сепак во политиката огромен број се мажи и самиот интерес го повлекуваат веројатно кон мажите, додека ние жените сме помалку застапени, па веројатно покажуваме помалку интерес. Тука мораме да ги бараме причините зошто е тоа така. Пред се работи за она како е поставено образованието во самата држава, колку жените можат
имаат право, затоа што во голем број, особено во руралните средини, остануваат млади девојки кои што воопшто не им е дозволено да се образуваат или пак се во договорени бракови на многу мала возраст, па дури мали девојчиња. Во однос на она како е образованието и еманципацијата на жените во Македонија, статистиките велат дека од вкупното необразовано население, дури 69% припаѓа на жените. Оние кои што имаат недовршено образование, дури 67% се жени. Меѓутоа, важно е да истакнеме дека во област на високото образование, жени има многу поголем процент од мажи во оние кои што имаат високо образование, магистри, доктори, односно оние жени кои што имаат услови и имале на некој начин привилегија да бидат образовани, да имаат опција и да имаат оваа можност. Така што овие статистики ни покажуваат дека не се работи за некоја мрзеливост, туку се работи за можностите кои што на нас ни се даваат уште од најмала возраст. Во работните позиции најчесто 63% наоѓаме жени во оние институции, во оние работни позиции каде што имат грижа, дали за деца, дали за возрастни, како што се наставнички во образовниот систем или пак медицински сестри. Дури 63% во овој тип на работни позиции се жени, а тука просечната плата изнесува 28.000 денари. Додека во IT секторот има 66% мажи, меѓутоа тука просечната плата е 59.000 денари. Така што тука можеме веднаш да забележиме онаа разлика, сиромаштија и класна разлика која што се наметнува со самите работни позиции кои што им се нудат и кои се поотворени на жените отколку од што оние на мажите. Сепак тоа потекнува од самата возраст, од најмала возраст на тоа во кои насоки ги водиме момците, во кои насоки ги водиме девојките. Она што требаше да представува еманципација на жените од домашната работа и патриархалното семејство се претвори во двојна угнетеност. Па сега, денеска, освен што имаме право за работна позиција, сепак најголем дел од обврските во семејството, во домот, остануваат повторно на жената. Маркс и Енгелс за жените во принцип гледале како мерило на општествен прогрес, односно она општество каде што жените се приближно еднакви со мажите, тогаш можеме да сметаме дека конечно сме го добиле прогресот кој кој што се стремиме. Како што можете да забележите веќе оние кои што ми го следите Facebook профилот, таму ги изнесуваме веќе редовно нашите ставови на нашите членки од левица, од антифашистичкиот фронт. И тука постои еден нов бран политичарки кои што така го нарековме и би сакале што повеќе да ги артикулираме и да ги стакнеме, и да го искористиме овој простор за да на целата јавност и на нашето членство, меѓутоа и надвор од партијата им кажеме и докажеме дека навистина левица има жени спремни за борба, спремни за работа и достојни пред се. Во нашите цели и задачи, предходно ги спомна и генералната Мојсовска, ќе се стремиме што повеќе да работиме на тоа, да ги вклучиме жените во нашата партија, да ги примамиме во нашите редови, бидејќи статистиките кои што ги погледнавме и оние во кои што јас имав прилика овие неколку недели да ги извлечам, гледаме дека најголем број, особено во помалите средини, во помалите локални ограници, скоро и воопшто да нема жени, па едно од тие цели ќе ми биде да се обидам да ги посетам што повеќе од овие локални ограници, да разговарам со модераторите, каде што повторно најголем број се мажи, меѓутоа да ги мотивирам, да најдеме начин како идеолошки да ги образуваме не само жените, туку и мажите, за да можеме сите заеднички да бидеме поттикнати во поголема афирмација на жените. И секако за крај ќе има средби со здруженја и поединки кои што работат во овој сектор за афирмација на жените во Македонија. Јас со оглед на тоа што еве Дарија ме најави како спортистка, атлетичарка, кога ми почна кариерата, како што ми напредуваше и редев успеси, тука почна некои стереотипни изјави, шовинистички. Често се среќавам и со тоа ние жените,
уште ли ќе трчаш, оди дома да раѓаш деца и слични коментари. Сега како што поминувам во нови политички води, полека ја менувам кариерата, на почетокот, посебно кога бев кандидатка за градоначалничка, веројатно што бев во почетокот, па не ја почувствував таа атмосфера, меѓутоа сега како што подлабоко навлегувам и веројатно како што повеќе ме учат дека сум активна политички во левица, често знаат и на социјалните мрежи да бидат остри во овој поглед, па тука почнува контра тоа претходно што ми викале, сега ми викаат иди ма трчај, не паламуди. Се извинувам на говорот, само цитирам како често ми се обраќаат. Меѓутоа, реално тоа не ме обесхрабрува, меѓутоа не е пријатно и би сакала да се обидеме заеднички да ги отфрлиме, посебно повторно ќе кажам дека во овој дел потребна ни е поддршката од мажите, затоа што сепак јас ја сакам оваа земја, ја сакам Македонија, си ги сакам овој народ и тоа ми е целта, тоа ми е борбата зашто сум во оваа партија, со цел да ја направиме оваа држава Македонија подобро место за живење и за мажите и за жените. Некои мудри мислители пред мене имаат кажано попаметни работи. Се што е потребно за злото да триумфира е добрите мажи и жени да не прават ништо. Мислам дека ние сме во таа екипа, мислам дека заеднички се бориме и правиме нешто повеќе, но нашата цел е да ги мотивираме сите останати. Буда се да ги повторуваме истите работи одново и одново, а да очекуваме различен резултат. Често ја користам овој цитат од Ајнштајн, затоа што навистина ни се повторува постојано луѓето да гласат за едните исти партии, меѓутоа постојано да се надеваат на исти резултати, така што се надевам дека ќе направиме притисок како партија, како антифашистички фронт на жените на левица, да го смениме ова мислење и да дадеме нова опција. Знам дека има тука храбри левичари и левичарки, заедно со мене, знам затоа што минатиот јули 2 недели заедно марширавме на протестот против уставните измени. Се боревме, меѓутоа се чини дека ќе се бориме и ова лето, дека ќе биде едно жешко политичко лето. Меѓутоа се плашам и дека овој пат останавме изолирани како единствена опција. Тогаш изманипулираа ДПМН, тогаш ние опоменувавме, меѓутоа тие успеваа на некој начин да го пригушат отпорот, гневот на народот и тогаш луѓето не ни веруваа кога ги кажувавме овие работи. Сега се докажа нашето. Тие сега маршираат во една широка коалиција, пред се за фотеља и власт, заедно со предавниците од СДС и терористите од УЧК, односно ДУИ. Сега ние маршираме заедно, мажите и жените на левица, левичарите и левичарките. Единствени и заедно со народот. Па храбри левичари и левичарки. За оваа храброст ви благодарам и ви аплодирам.